Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е потпредседателот на владата и министер за одбрана Радмила Шекеринска. Министерке, на престојниот самит на НАТО Македонија ќе добие покана за членство со што ќе започнат пристапните преговори. Што ќе значат тие преговори? На самитот на НАТО оваа година во јули очекуваме да ја исправиме неправдата и грешка која што се случи во 2008 година. Тоа што нашата држава го испушти од раце пред 10 години, сега да го земеме, да го искористиме и да обезбедиме нова шанса за Македонија. Поканата за членство во НАТО отвара еден процес кој што е кус, прилично интензивен, но завршува со една од двете стратешки цели на оваа држава. Полноправно членство во најмоќната алијанса во светот. Овој процес, добивањето на покана за НАТО, значи дека тимовите експертски на НАТО многу брзо ќе дојдат во Македонија, ќе разговараме за некои транзициони обврски кои што треба да ги завршиме, не очекуваме некои крупни проблеми. Во ситуациите со Црна Гора, со Албанија и со Хрватска, кои што претходно се зачленија во НАТО, тој период траел обично околу 6 месеци, 3 до 6 месеци, и ние очекуваме дека и во нашиот случај нема да има крупни прашања кои што дополнително треба да се решаваат. Со моментот на потпишување на пристапниот договор, дури и пред тој да биде ратификуван, оти и НАТО одлучува на крај со поддршка на сите земји членки, дури и пред да се случи ратификацијата во парламентите на сите 29 членки, ние, Македонија, веќе ќе седне на масата на НАТО. Ќе седиме рамо до рамо со Соединетите Американски држави, Велика Британија, Франција, Германија и државите од нашето соседство. И наместо за нас други да носат одлуки, ние ќе учествуваме во носењето на одлуки. Тоа е практично голема шанса за Македонија да влијае таму каде што се носат крупните одлуки. Членството во НАТО ќе им даде шанса на сите граѓани на оваа земја да почувствуваат дека веќе никој не доведува во прашање дали оваа држава ќе опстане или не. Меѓутоа, членството во НАТО исто така значи огромен мотор за македонската економија. Од референдумот за името зависи и членството во НАТО. Што очекувате? Дали тој ќе биде успешен и дали граѓаните ќе гласаат за влез на Македонија во ЕУ и во НАТО? Секоја нација и секоја држава има моменти кога се соочува самата со историски одлуки. Се соочува со самата себе и својот избор каква држава сака да биде, каква нација сака да биде, какво општество сака да создаде. Мислам дека овој референдум ќе биде во многу нешта налик на оној на почетокот на нашата независност. Граѓаните ја имаат моќта да ја донесат оваа одлука. Убедена сум дека како и во почетокот на 90-тите ја имаат и одговорноста, ја имаат и мудроста да ја донесат вистинската одлука. Овој договор го цементира македонскиот идентитет, македонскиот јазик, нашето право да бидеме македонци, нашите колеги македонци, и тоа не само што ни го дава нам како право, туку го пренесува како обврска на останатиот свет. Со овој договор и со нашето зачленување во ЕУ и НАТО, македонскиот јазик ќе стане службен јазик на една од светските асоциации која е најпрестижна, Европската унија. Ова се прашањата за референдумот и убедена сум дека сите сме свесни за историската одговорност. Ја имаме историската шанса, но ја носиме историската одговорност. И кога ќе ги затвориме очите и кога ќе помислиме што сакаме да ни се случува во следните 10 години, што сакаме да оставиме во аманет, во наследство на генерацијата по нас, убедена сум дека мнозинството граѓани ќе се изјаснат за македонски идентитет, за македонска иднина и за членство во Европската унија и НАТО. Премиерот Зоран Заев изјави дека тој сака референдумот да биде консултативен, додека опозицијата инсистира на обврзувачки. Што доколку опозицијата бойкотира? Мислам дека поважно прашање е
односот на сите политички партии кон референдумот, отколку дали ќе биде консултативен или задолжителен. Ако го читате законот за референдум, ќе видите дека типот на референдумот зависи од тоа какво ќе биде прашањето. Ако е прашањето за нешто што се случило, тој е еден тип на референдум. Ако е прашањето за нешто што можеби ќе се случи, може да биде консултативен, може да ни ги обврзе пратениците на некој начин или не. Според мене, клучната одлука е секоја од политичките партии да не бега од одлуки и од одговорност и да не го блокира патот на Македонија, за кој се изјаснува мнозинство од граѓаните на оваа држава. За се друго, вистинската дискусија ќе биде прво во владата, но потоа пред се во Собранието на Република Македонија. И најважно од се е да понудиме шанса каде што граѓаните ќе ја носат оваа одлука. Русија се противи на членството на Македонија во НАТО. Какви се сега односите меѓу двете земји и очекувате ли некаков притисок од таа страна? Ставовите на Русија беа особено видливи и јасни минатата година, кога како влада излеговме со прилично амбициозна програма. Искрено речено, фокусот во овие 12 месеци ни беше на тоа што Македонија ќе направи за себе, а не што Русија или било кој друг ќе каже за неа или за нашите стратешки цели. Ние ја повторуваме истата реченица во која искрено веруваме. А тоа е дека сакаме добри односи со Русија, сакаме добри односи со други земји, Кина, влијателни, моќни, со кои развиваме билатерална соработка, но одлуките за стратегиска припадност, за стратегиска цел, како што е членството во НАТО и во Европската Унија, припаѓаат на нашите граѓани. Се наши. И сметаме дека секоја суверена држава така треба да се однесува и тоа треба да го практикува. Еврокомесарот Јоханес Хан на 17 јули доаѓа во Скопје со цел да започне скрининг процесот. Можеме ли да испорачаме до јуни наредната година дел од потребните реформи? Амбициозноста и оптимизмот кои ги имавме минатата година и се покажа како исправна политика, сега ни требаат во истата па и поголема доза. И убедена сум дека Македонија тоа може да го испорача. Фактот дека комисијата ги почнува скрининзите 2 недели по носење на одлуката на Европскиот совет, покажува колкава е довербата во нас, но покажува и колку и ние не сакаме да го губиме времето. Не чека многу важен и многу тежок процес. Ние немаме европска администрација, јас сум многу искрена во тоа, па да кажеме ова технички ќе го избуткаме. Ќе мора да работиме двојно повеќе, да покажеме политички мускули во смисол на тоа да спроведеме реформи кои долги години не биле спроведувани, но ситуацијата е навистина сега или уште една изгубена декада. И кога ќе видите колку ја чини Македонија изгубената декада, ќе сватите дека немаме шанса за втора грешка. Немаме право на втора грешка. И убедена сум дека тоа ќе биде многу видливо. Во овој јуни никој не можеше да каже Македонија не го испорача тоа што го најави. Напротив, најголемиот дел беа изненадени од товарот кој што го износивме. Сакам и следниот јуни да ги изненадиме редовните скептици. Доколку председателот Ѓорги Иванов повторно не го потпише законот за ратификација за договорот за името, кој е планот во тој случај? Што ќе преземете? Ветото кое што може да го очекуваме од председателот Иванов не е уставно базирано вето. И тоа ги гази двата збора и двата принципи во кои председателот Иванов сиве овие години се колнел. Едното е устав, другото е граѓаните. Со ваквиот чин Иванов не става вето на договорот. Иванов става вето на можноста на граѓаните да одлучат за својата земја. И мислам дека за секој председател тоа е многу лоша опција. Доколку се случат такви сценарија, се разбира нашиот фокус ќе биде референдум, она што се нашиот дел од обврските, и се надеваме дека граѓаните ќе бидат оние кои што ќе ја упатат таа порака до
до председателот Иванов. Значи ќе почекате со никакви мерки за председателот евентуални после референдумот? Има некои предлози, иницијативи кои што се размислуваат и се дискутираат, меѓутоа велам, премногу ни е фокусот што ќе правиме ние, откако Иванов повторно нема да го почитува Уставот. Не сакам да се навикнеме на таа ненормална и неприфатлива ситуација. Туку да го повторуваме она што е најважно. Уставот може некому да му се свиѓа или не, но Уставот не е мени. Па да кажеме сакам ова, а овој вториот член не го сакам. Уставот е тука и тогаш кога ни одговара и тогаш кога не ни одговара. И ако се повикуваме на Уставот, тогаш првата работа што треба да се направи е да го почитуваме. Кога сме кај председателот, разговарате ли за можни кандидати за председателските избори и дали вие би влегле во трката? Јас зборував колку беше тешка и интензивна последнава година. И ако последниве 12 месеци требаше да се бориме со 10 различни проблеми, секој системски, секој сериозен, следниве 6 месеци ќе биде уште потешко. Да е ова некоја нормална политичка година, во нормални околности, ние во овој момент, како партија, би требало веќе да имаме председателски кандидат. Вие знаете, во Америка година дена претходно само кампања се води. Но не сме во такви околности. И ако сега фокусот на било кој од нас е на друга тема, тогаш ќе испаднеме многу неодговорни и многу несериозни како политичари. Јас таа грешка не ја правам. И затоа велам, наше е да го испорачаме тоа што државата го бара, тоа што го чека и тоа што е насушно потребно. Се друго е второстепено и, за жал или за среќа, во овој момент на вистина не е тема. Ви благодарам за издвоеното време. И благодарам и на вас за шансата. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање до наредната недела.